Светата Мајка Православна црква денес го празнува празникот на Успение на Пресвета Богородица. Всушност празнува победа на смртта. Господ знаеме дека ја победи смртта со својата смрт, подари живот вечен на целиот човечки. Според верувањето на Светата Православна црква дека сите луѓе ќе воскреснат. Само што нивното воскресение ќе биде различно. Едни ќе воскреснат за вечна осуда, тие што не живееле достојно на земјата, а тие што живееле согласно со евангелските прописи кои што ги предвидела, значи Мајката Православна црква ќе живеат за вечен живот, за Царство небесно, за близина на Бога. Затоа и Пресвета Дева Богородица, која што е нешто најдостојно на земјата, затоа што се удостоила да го понесе во утробата Спасителот на родот човечки, значи преку нејзината утроба да се роди по тело Господ Исус Христос. Значи таква личност која што е почесна од херовимите и пославна од серафимите, еве денеска доаѓа ден кога, значи, по законот што го дал Бог, дека секој што е роден на земјата треба еднаш да го напушти во земниот живот, да премине во небесната црква, значи да се оддели и да почине. И Мајката Божја, знаејќи го и денот, живејќи многу побожно, ги посетувала, таму се вели дека ги посетувала сите места значајни од животот на нејзиниот сил, нашиот Спасител Господ Исус Христос. Таа е почесна од херовимите, како што рековме, и да се опрости од апостолите, и тие се собрали во домот за последен пат да се опростат од неа и ја носат во гробот на нејзините родители во Гециманската градина. Таму е погребана Пресвета Дева Богородица, па дури се спомнува таму дека и кога била носена, евреите од злобата еврејска сакале да го превртат ковчегот на Пресвета Богородица, ама била закриена од облак од небото и не можеле да пристигнат. Само еден од свештениците еврејски, кога се допрел до ковчегот на Пресвета Богородица, и тогаш вели ангел од небото му ги пресегол двете раци, тие останале да висат на ковчегот како што била носена на ударот Пресвета Богородица. И после, откако поверувал во Христа, апостолите направиле молебен и повторно му се зацелиле рацете. Еве тоа чудо едно што се десило на овој ден, затоа што поверувал дека навистина е Мајка Божја и дека навистина Господ е нејзиниот син, Спасител Господ Исус Христос, дека е семоќен. Успение велиме. Како може родот човечки да се радува кога губи нешто најдрагоцено? Зашто Пресвета Дева Богородица е најдрагоцена. Нема нешто подостојно од неа на земјата што се родило, зашто се удостоила да го роди, значи, Спасителот на светот, како што рековме, Господ Исус Христос. И по рождестве, како што е девојка, значи и по раѓањето, Мајка Божја е девојка останала, значи и по смртта е жива, затоа што на третиот ден, случајот како бил Свети апостол Тома, кога на третиот ден, рековме дека бил на проповед во Индија и не можел да присува, и кога на третиот ден пристигнал на гробот, сакал за последно да се опрости од Пресвета Дева Богородица, не го нашле телото на Пресвета Богородица, значи теа го изминала патот како што Господ го изминал, значи воскреснал од мртвите и се вознела на небото пак да биде, значи, заедно во Царството небесно со својот син, значи Господ Исус Христос, затоа што е најдостојна. Рековме, затоа ние поштуваме, ама Пресвета Богородица, верувајте дека и понатаму молитвено се моли за нас, не закрилува, затоа што една црковна песна вели многу поможет моление матерње ко благосердию владики, значи многу може молитвата на Пресвета Дева Богородица, затоа што го родила, се удостоила да го роди, и нејзините молитви се прифатени, значи во Царството небесно од нејзиниот син. Се што ќе помоли за нас, значи ќе се исполни, а знаеме дека тоа што моли секој праведен, се моли за здравје, се моли за спасение на општо на целиот род човечки.